Топ тема на Телма, добро вечер. Ден потоа, без дилемите кои ја следеа изборната НОК. 4606 гласа предност за Стево Пендаровска и пред Горана Силјановска во првиот круг од 6 председателски избори кои помина со најниска излезност досега од само 41,82%. Или во една реченица, скандинавски избори со нокаут ефекти и од тие нокаут ефекти неколку дилеми. Кој е победник, а кој е губитник, каде се стопи поддршката на СДСМ и во исто време, зошто не изгреа на големо најавуваната зора на Мицковски, каде сгасна консензуалниот елан на ДУИ. Ова се само дел од дилемите за моите вечерашни гости. Александар Кржаловски, извршен директор на МЦМС. Добро вечер и добре дојдовте. Јове Кекеновски, универзитетски професор, демократска фракција на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер и за вас. И Имер Селмани, поранешен председателски кандидат. Добро вечер и добре дојдовте. Ја прелиставте веројатно денеска уште еднаш изборната мапа, ги преслушавте, говорите и еве јас би почнал со едно идентично прашање за сите тројца. Еден сублимат, имајќи ги предвид двата клучни елементи. Ниската излезност и тесниот резултат. Кржаловски. Јас да почнам. Прво да констатираме дека беше мирен изборниот ден, дека скоро и немаше никакви инциденти и се надевам ќе остане така, иако лично не верувам заради тесноста на резултатот. И тоа е доста битно прашање. Вториот точно битен заклучок е ниската излезност и како што во еден наслов прочитав, шлаканица за сите партии, бидејќи сите би требало да се свртат кон тоа зошто фалат гласови, односно зошто не успеа кандидатите и партиите кои стоја зад нив да мобилизираат поголема излезност во првиот круг, особено што немаше никаква најава за никаков бојкот од ниједна од партиите. И тоа е клучната карактеристика и големо прашање за самите партии во смисла на што се должи ова казнување, ја би го рекол, од граѓаните. Очекував повеќе да биде изразено со неважечките ливчиња, отколку со неизлегување, но можеби одлуката е таа да сепак не се гласа, меѓу другото и дека не беше одлучувачки овој круг и партиите секако ќе најдат оправдување во тоа, дека не беше толку битно во првиот круг да се излезе, колку што е во вториот. Секако има и други елементи за незадоволство и неизлегување од страна на, да речеме, на ВМРО ДПМН поддржувачите. И во времето на референдумот нели имаше големо движење за бојкот и голем дел од тие поддржувачи или симпатизери или членови одлучија и овој пат да бојкотираат и имаше и активно движење на Facebook и секако да се бојкотираат овие избори, ако партијата одлучи да учествува. Кај СДСМ поддржувачите, веројатно е разочараноста и од перформансите на владата во некои елементи, но најмногу предпоставувам од начинот и компромисите што се направија за донесувањето на уставните измени, особено амнестијата во тој процес. И интересно е за мене однесувањето на ДУИ или поддржувачите на ДУИ, иако немаше повик за неизлегување или бојкот или слично, си водеше ДУИ кампања, иако не беше нешто нагласена како вообичаено. Ми изгледа дека најголем дел од поддржувачите на ДУИ не излегле. Си останаа, ќе ги анализираме сите елементи. Кекеновски, која е вашата оценка? Сигурно, прво треба да честитаме што според мене ова се сепак најдемократски избори, бидејќи не слушавме некои поголеми нарушувања на изборниот процес, меѓутоа од друга страна мораме јасно да констатираме дека ова се избори на кои што граѓаните покажаа најмала излезност, не сметајќи ги нели двата референдуми кои што беа одржани на републичко ниво во минатото. Постојат повеќе причини за неизлезност на граѓаните и во оваа ситуација не само што граѓаните удрија шлаканица на политичките партии, туку едноставно не подлегна, добро е што не подлегна на дневно политичките манипулативни политики, како на партиите на власт, така и на партиите во опозиција.
Впрочем, сето она што против кое што се боревме во минатото, против криминалот, против корупцијата, за жал немаше никакви позитивности со промената на власта, се си остана некако постаро, немаме никаква одговорност. Впрочем, се одредени перформанси во многу делови на општественото живење покажаа негативен тренд и сигурно дека граѓаните тоа го чувствуваат. Од друга страна, понудата со едни бледи кандидати, немотивирани, кандидати кои што не можеа да го мотивираат гласачкото тело, а при тоа останаа во сенка на политичките лидери, на политичките партии, при тоа глумејќи некаква си надпартијност, иако тоа беше повеќе од јасно дека не се работи за надпартиски кандидати оддалеку, бидејќи очигледно тие цело време и промовираа програми, партиски програми и се држаа до тоа да не се замерат, односно да не кажат ниту еден лош збор за лошите политики на токму на партиите кои го поддржале. И да не говорам за другите сите оние слабости кои што ќе ги споменеме подоцна, како што беше спомната амнестијата, делењето на пари од државен буџет на приватни фирми и така натаму и така натаму. Многу фактори влијае и велам на овие избори политичките партии се губитници, а победници се граѓаните на Република Македонија кои што конечно си дадоа до одважност и се спротивставија на оние апели, би рекол дури и наредби на политичките партии кои што едноставно по секоја цена настојуваа до сега да излезат на изборите. Господин Салмани, кој е вашиот генерален заклучок, бидејќи ќе ги анализираме поединечно и зошто Заев не доби ветер во грб, зошто на Мицковски не му зазори и зошто Дуј си остана дома, ќе ги анализираме сите сегменти еден по еден. Значи, генерално со една реченица, изборите што се организира вчера беа мирни, фер избори, со карактеристичен низок степен на одзив, односно ниска излезеност. Прв пат по новата историја ние имаме навистина скандинавски избори, кои што не радува, иако беа со многу малку адреналин, дури и во самата кампања не сме беа навикнати така мирна кампања да имаме доста демократска, прозападна и така натаму, што е здраво за демократијата, меѓутоа сите нас не загрижува фактот дека излезеноста и покрај фактот што знаеме дека 1/3 од нашето население работи некаде привремено во западот пред се, меѓутоа и покрај тој факт ние имаме огромна разлика од излезеноста на минатите локални избори, само пред година и пол, и сега за претседателските избори, и тоа е загрижувачко, меѓутоа и огромна директна порака до сите чинители, и према ВМРО-ДПМН, и према владеачката коалиција кој што излезе прв пат во историјата на нашата држава со кандидат концензуален, кој што го поддржа сите политички партии во власта и надвор дури од власта, и се разбира една добра поука дека сепак не е само доволно да истрчаш, да направиш програма, луѓето знаат и се враќат на ветеното и реализираното. Значи, политичките партии, политичките чинители имат сега време, не знам колку време ќе имат да се исправат, меѓутоа сигурно сега имат време да се спремат за наредните избори, да не продолжат вака. Генерално, значи, ова го нотирам и за опозицијата и за власт. Да, бидејќи сите се согласивте во тоа дека добија опомена или шлаканица или нокаута, бројките различно се интерпретираат. Миомир Серафиновиќ направи една кратка споредба со резултати од претходните избори како вовед во понатамошната дебата кој колку изгуби всушност, бидејќи се чини дека многу малку некој доби нешто на овие избори. Блиски резултати, но многу поразлични од претходните избори. Во градот Скопје, ако се брои според освоените општини, Силјановска и Пендаровски се нерешено, 5-5. Но победите на Силјановска биле поголеми и на ниво на град Скопје, таа го победува Пендаровски со 664 гласови плюс. Интересно е дека сите неизени победи се остварени во општини, каде излезноста била помеѓу 42 и 49,95%. Пендаровски пак победил во единствените две општини, каде имало излезност над 50%, Карпош и Центар, а останатите три победи му се во општини со минимална излезност,
меѓу 21 и 31%. Дека бројките во политиката бргу се менуваат покажува и оваа слика. Мапата на Македонија главно е црвена. Пред година и половина мапата беше сина со мали црвени острови од неколкуте општини освоени од ВМРО ДПМН. Тоа е веќе минато. Сега црвена е речиси цела источна Македонија. Силјановска победила во вкупно 47 општини. Синото на Пендаровски се простира на 24 локални територии, а победи има и третопласираниот Река во вкупно 9 општини. Најголемата општина Куманово ја освоил Пендаровски. Но во големите градови солиден успех има Силјановска, која покрај Скопје ги освои и Битола, и Прилеп, и Штип, и Велес. Единствено родната на премиерот Струмица му донесе победа на кандидатот Пендаровски. Тој има победи и во етнички мешаните Кичево и Струга. Тетово и Гостивар пак му донесоа победа на Река. Пендаровски освои вкупно 323.846 гласови. Силјановска 319.240. Кога нивните резултати ќе се споредат со партиите кои ги кандидираа и нивните резултати од последните локални избори, ќе се види дека Пендаровски освоил речиси 100.000 гласа помалку од советничките општински листи на СДСМ пред година и пол. Има пат, но многу помал во гласовите на Силјановска наспроти ВМРО ДПМН од 2017. Тогаш партијата доби 335.579 гласа, а сега нивниот председателски кандидат освои 16.000 гласа помалку. Секако тогаш имаше и поголем одзив на гласачите од сегашните минимални од едва 42%. Доколку се соберат гласовите на СДСМ и на дуи од локалните, бидејќи Пендаровски е нивен заеднички кандидат, тогаш заедно на локалните советнички листи владините партнери имаат околу 510.000 гласови. Дуи имаше над 89.000 гласа. Сега пресметано, Пендаровски има добиено 190.000 гласа помалку од партиите кои застанаа зад него. Падот допрва ќе се анализира. Причините во јавноста веќе се наведуваат. Негативната гласовна разлика на двајцата партнери од Илинденска преку мапата може да се најде во широкиот црвен појас на истокот и во Пелагонија, но и во жолтиот појас на Река. Липково, Тетово, Дебар. Таму победуваше или се уште победува Дуи, но не и Пендаровски, туку Река. Интересно е во Дебар. Кандидатот на Дуи за градоначалник вчера освои 1000 гласови повеќе од Пендаровски за председател кој изгубил од Блерим Река. Покрај тоа, претежно албанските општини се соочија и со минимален одзив. Преземањето на ВМРО ДПМН пак се случи во повеќе главно македонски општини, а и тука е интересен примерот со Охрид, каде за градоначалник победи кандидатот на СДСМ, но на председателски изгуби кандидатот на истата партија. Ете, тоа беше само еден обид за споредба на резултатите, иако многумина може би ќе кажа дека не е идеалниот, бидејќи се споредуваат различен вид на податоци, меѓутоа тука сме да ја отвориме и таа дебата околу фактот дека многу гласови се загубени и се стопи поддршката на власта, но не се случи ни оноа востаничка поддршка која што ја очекуваше и најавуваше Христијан Мицкоски. Еве да почнеме со прво со гласовите на СДСМ. Која е причината за ова топење и црвенење на мапата, иако има, еве господин Кекеновски би почнал со вас, има разлика, например сега кога ги слушаме портпаролите на ВМРО ДПМН или генералниот секретар или дури лидерот како ги реди Битола, Ѓорче, Прилеп и така натаму, но ако се погледне ќе се види дека разликата во Битола е например само 226 гласа, во Прилеп е 138, наспроти една Киселавода например со 4300 гласа, што е веќе известна разлика во гласа. Да, значи постојат повеќе причини, како што реков и на почетокот, за ова црвенење под наводници на мапата за територијална поделба на Република Македонија. Прва и основна причина е нереализирање на ветувањата на Социјалдемократскиот сојуз, кој што веќе 2 години е на власт и кој што
буквално од онаа парола живот за сите направи да биде обична флоскула, живот за поедини или живот за нашите членови и симпатизери, заборавајќи ги при тоа останатите граѓани на Република Македонија. Втора причина сигурно дека е фактот дека самата опозиција водеше една калкулантска политика цело време, бидејќи имаше недоследна политика во делот и на прецизен или дециден став во делот на Преспанскиот договор, во делот на уставните измени, бидејќи ако се сетите баш во тој момент кога се потпишуваше Преспанскиот договор и кога се случуваа уставните измени, лидерот на ВМРО ДПМН одеше низ градовите во Република Македонија и говореше за загаденост на воздухот, за маглата говореше, при тоа обидувајќи се да им продаде магла на граѓаните на Република. Само малку, бидејќи го споменавте референдумот. Тезата на референдумот на ВМРО ДПМН беше, вие добивте власта доби 600.000 гласа, сите овие останати 1200 ви кажа не. Сега каде им се тие 1200 гласови на... Значи, опозицијата не може, моменталната опозиција, нели, на чел ВМРО ДПМН, не може да се повикува, бидејќи таа беше недоследна и едноставно граѓаните ги повика да не излегуваат во 11 или во 12 часот, ги повика да не излегуваат на гласање, а дотогаш немаше апсолутно дециден став по однос на референдумското прашање, впрочем и ги правеа сите оние работи кои што ги спомена. Јас би сакал да се надоврзам во овој контекст дека иселеноста на граѓаните на Република Македонија не смее да се прифаќа како апсолутен фактор или како фактор кој што најмногу придонел за намалување на излезноста на граѓаните на Република Македонија. Ако е тоа така, тогаш очигледно оваа власт многу подклекнала, односно многу изгубила со нереализираните ветувања, бидејќи спомнате и вие претходно 59,5 или отприлика околу 1.100.000 граѓани пред само година и половина излегува на гласање. Ако од 1.100.000 излезени граѓани сега ви излегне некаде околу 750.000 граѓани, се поставува прашањето дали за година и половина 350.000 граѓани ја напуштиле државата. Во тој случај е проблем на владата на Република Македонија, која што им овозможила директно, индиректно, сакајќи, не сакајќи, да напушта државата. Не може никој да ме убеди дека, јас се согласувам во еден сегмент дека на локалните избори имате повеќе субјекти кои што учествуваат во гласачкиот процес и повеќе може да ги мотивираат. Меѓутоа, кога цела политичка партија застанува, кога сите структури на една политичка партија застануваат за еден кандидат и се обидуваат да го мотивираат граѓаните и при тоа не успеваат, а се вадат на излезноста како наводно дека некој излегле, апсолутно не држи. Во секој случај, ако некој се обидува да го користи овој аргумент, тоа укажува дека владата лоша политика водела досега и на некој начин овозможила да ни избегаат граѓаните од државата. Второ, исто така, самите нереализирани ветувања, самата калкулантска политика доведе да граѓаните едноставно станат апатични. Ги лажеа 11-12 години со помош на медиумите. Повторно доаѓа нова постава во која што верува дека ќе направи нешто повеќе, исто продолжува со истото темпо, па дури во одредени области и дури полошо да владе. И како сакате да излезат граѓаните на Република Македонија? Мислам дека добро е што конечно онаа поданичка политичка култура која што беше доминантна, сега станува на некој начин активистичка во една друга смисла, бидејќи се свесни и не сакат туку така на било кој да го дадат својот глас. Поготово не на оние кои што ги манипулираат и лажат сиве овие години. Селмани и Крджаловски, колку на страна на гласовите на СДСМ, колку има влијание тоа, како што тие го нарекуваат, а го спомена им Пендаровски, тешките одлуки кои што беа донесени за референдумот, за законот за јазици, бидејќи особено ако се погледне за прашањето за референдумот и прашањето за името, тие на тоа прашање добија поддршка од 600.000 гласови. Значи, граѓаните дадоа поддршка за тоа што тие го нарекува за тој државнички чин. Но сега тоа не се повтори.
Значи, дали причините треба да се барат во тешките одлуки кои што беа донесени или во секојдневните пропусти кои што се случуваат во работењето и на локалната и на централната власт. И во првото, и во второто, и во третото. Значи во првото сигурно дека беше нелесна одлука, емотивна, тешка одлука, уставните промени, прифаќањето на Преспанскиот договор за еден дел од македонската етничка заедница, се разбира, и гласачи кои што биле и на СДСМ и на сите минати избори. Меѓутоа, сигурно дека тука има и незадоволни гласачи кои што претходните и парламентарни и локални избори сигурно гласале за СДСМ и коалицијата и сега на овие избори одлучиле да не излезат и тоа може многу лесно да се препознава по социјалните медиуми. Значи, Македонија е мала. Државата ни е толку мала да добар дел од нас сите ние се знаеме. И знаеме доста луѓе кои што биле поборници и 2016 година за големите промени, биле поборници и за локалните избори кои што гласале за овие градоначалници кои што во моментот ги управуваат најголемиот дел од општините, меѓутоа после година и пол или две веќе има стагнација или ја нема таа еуфорија за понатамошна целокупна поддршка. И тука е вториот проблем. Значи, првиот проблем е емотивното прашање околу промена на уставното име и прифаќање на Преспанскиот договор. Второто се разбира е дека има заситеност од, да кажеме, неисполнетите очекувања кои што сите рака на срце знаеме дека беа превисоко поставени. Значи, со промената на власта, сите тие што се залага за промена, за заминување на Никола Груевски и раководството, од прислушкуваните разговори и така натаму, кои што на некој начин се згадивме, очекувавме брзи промени. Меѓутоа, тие брзи промени кои што се случаа, компромисот околу обезбедување на 2/3 во парламентот си го зема данокот. И третото, јас нема да го исклучувам фактот дека иселувањето продолжува. Значи, ние секој ден сме сведоци, автобуси, млади луѓе се иселуваат. Дали е причината затоа што не наоѓаат соодветна работа тука, дали е затоа што властите, поготово во Германија и пошироко, стана полиберални, повеќе барат работа, меѓутоа еден факт е непобитен. Поготово ние што сме во бизнис секторот, секојдневно се соочуваме со недостаток на работна сила. Ако еден добар мајстор 25 евра работеше пред само 2 години работна рака во градичништвото, денеска не може да го најдеш веќе за 35 евра. Значи, се иселуваат. Тоа е третиот, значи, показател, кој што сигурно треба да земе во предвид. Меѓутоа, нереализираните ветувања си го зема данокот. Тука е таа порака која што директно према владата, према премиерот, он во неколку наврати вети дека ќе расчистува својот двор, еве му добра шанса, затоа што да владееш со толку голем број на општини, скоро апсолутно, и да не можеш да го мобилизираш граѓанството да излезе, односно ние имаме пад скоро за 1/3 за само година и пол. Од 60% скоро излезеност на локалните избори, ние сега имаме од 42%. Тоа е 1/3 пад. Сигурно нема иселување 1/3 од тогаш до сега, значи има луѓе кои што не биле доволно мотивирани. Меѓутоа, демократската свест им дозволила да не излегуваат, што е еден нов квалитет. Во времето на ВМРО ДПМН можеше да бидеш задоволен и незадоволен, меѓутоа ако беше малку до ВМРО, мораше да излезеш да гласаш. Барем сега имате едно право што го искористи овие избори и не излегува и тие што можеби 2-3 пати поред гласа за СДСМ и коалицијата. Значи, не е тој принцип на списоци дека мораш да излезеш и така натаму. Затоа, сумарум, демокрацијата победи во Република Македонија. Благата предност на господинот Стево Пендаровски дава оптимизам дека вториот круг нему можноста за да собере поголем број на гласачи, поготово од албанската етничка заедница и останатите етнички заедници, е многу поголема. Како Дујки излезе од дома, многу поголема, затоа што има голем број на гласачи албанци кои што едноставно си избра да не излезат да гласат, дали од причина што беа во дилема
дали се исплати да го инвестираат својот глас сега првиот круг или вториот да чекат, или заради фактот што последната недела беше жестока повеќе во социјалните медиуми. Дебатата и битката помеѓу поддржувачите на Река и поддржувачите на Стево Пендаровски и од тие што се, да кажеме, перманентни поддржувачи на ДУИ, на ДПА и така натаму. Значи имаше една битка, дури нечесна во одредени моменти, кој што еден дел од граѓаните, албанци, пак викам, ги исплаши и тие се одлучија да не излезат воопшто да гласат. Се исплаши или може би им беше кажано да не гласат, бидејќи очигледна е споредбата дека ако се сака се може, а тоа се, например, примерите на Дебар, каде што ДУИ успеа да се добие градоначалник уште во првиот круг, и примерот со Тетово, каде што процентот на гласови на Силјановска и на Пендаровски, процентот неосвоените гласови, бидејќи на локалните и на председателските избори одзивот беше поголем, значи процентот е идентичен со стандардното гласачко тело кое што го имаат двете партии. Меѓутоа има едно обвинување ни плюс, ни минус од Алијансата, значи од штабот на Голи, дека броевите што против кандидатот, сега актуелниот веќе победник во Девар, ги доби, значи таа разлика околу 300 гласа, мислам дека во прилог на Хекуран, кој што ги доби градоначалничките избори, е идентичен на равенката гласови на Стево Пендаровски плюс гласовите на Гордана Силјановска. Тие гласови во пакет ги зема и се да кажеме, има таму една реакција, може би оправдана, за една непринципилна коалиција, каде што во Дебар едноставно и гласачите на Стево и гласачите на Гордана гласа за кандидатот на ДУИ. Многу интересни сознанија, Крджалски, како да се снајдеме во сите овие бројки, особено што партиите вешто ги манипулираат. Еве, разликата во Скопје е само 664 гласа, меѓутоа кога ќе ги наредите скопските општини дека се добиени, тоа звучи поинаку. Од друга страна, еве, нова димензија даде господинот Целмани на Дебар. Охрид имаме обратна ситуација, каде председателскиот кандидат има 1000 гласови помалку отколку кандидатот за градоначалник на коалицијата. Да, доста беше сеопфатна анализата од колегите, главно сите битни поенти беа веќе кажани. Малку бројки на тоа дека видов дека некаде во овие 2 години меѓу 40 и 50.000 е граѓани иселувањето од Македонија, значи толку најмногу може, а не сите тие пак гласале на локалните избори. Значи не може да се припише повеќе од тоа намалување од 1.100.000 на локалните до овие 750 сега. Исто е неблагодарно да се споредуваат, например, партиите сигурно веќе и некои го дадат оправдание дека претходниот пат имало и парламентарни избори заедно со председателските, па затоа била поголем одзивот или биле локални. Па добро, веројатно во ред е сето тоа дека се неспоредливи, различни се изборните циклуси, различна мотивацијата, меѓутоа ВМРО ДПМН е во минус поредено со парламентарните избори 135.300 гласа. СДСМ е во минус 113.135 гласа. И сега, споредливо или неспоредливо, тие луѓе треба да се прашаат и внатре, а и пред јавноста да објаснат што е тоа што се случува. Веројатно мора некаде да ги бараат одговори. Да, и затоа да не ја повторуваме онаа споредба за која што веројатно СДСМ толкувајќи дека ги тешките одлуки, мора да се праша каде отидоа тие 300.000 кои што дадоа поддршка на референдум. А потоа ги снема. И од што се разочара? Од начинот како понатаму беа спроведувани одлуките или од што? Веројатно ќе треба да направиме башка анкета за тоа, но би се приклучил дека од тие 600 на референдумот, веројатно 150.000 се овие што фалат во кампот на етничките албанци, главно поддржувачи на ДУИ, пак со таа логика дека не се толку битни во првиот круг тие гласови, подобро се чуваат за вториот, зашто на нашата прва анкета во март се покажа дека симпатизерите на ДУИ во првиот круг во 60% би го поддржале Блер им Река, заради таа позната поговорка албанска дека најважната религија на албанците е албанството, а не самите религии. И веројатно се покажа тоа на неколку елементи тука.
како за Дебар. Значи, Дуи која морале да гласаат за градоначалникот, гласале за кандидатот на Дуи, ама за председател гласале за Блерем Река. Така, баш тоа го докажува, ја докажува оваа теза, иако е само на мал пример на една општина. И дека подобре било да не излезат, отколку да гласаат за неалбанец. Тоа е едната логика и веројатно тука меѓу 100 и 150 000 гласови може да се барат. Мислам дека ова ќе се демонстрира веројатно во вториот круг, бидејќи Дуи сега ќе запне Бајаги, прво да покаже дека може да мобилизира да ги мобилизира етничките албанци, второ да демонстрира дека може да собере недвосмислено повеќе гласови од она што освои Блерем Река сега, од 80.000. Значи мора вклучително во тие средини каде што ги освои во чисти етничко албански средини, Блерем Река ги освои овие гласови, Дуи ќе мора да демонстрира дека е се уште најголемата албанска партија. Ќе видиме вториот круг што ќе покаже по тоа. Ги имаме изјавите и на од првите реакции од ВМРО, ДПМН и од СДСМ. Одиме со изјавата на генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев околу нивната анализа и нивните прогнози за вториот круг. Доживеа пораз системот кој наметнува тортура, прогон и притисоци. Системот кој носи безпарица и економска стагнација. Системот кој тргува со името, достоинството и законите. Со овие луѓе нема ниту иднина, ниту напредок. Одговорот на апатијата е едноставен. Масовно гласање во вториот круг на изборите на 5 мај и потврда дека граѓаните се тие кои решаваат. Народот е посилен од секоја власт и народот е свесен дека со гласачко ливче победуваме неправда. Тоа беше само дел од изјавата на генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев денеска. Господине Кекеновски, ако ова го надоврзиме со изјавата на Мицковски од синоќа, меѓу другото во своето обраќање рече денешниот ден покажа дека народот, еве се повторува истото, поради оваа власт е во апатија, незадоволен и револтиран и така натаму, но ако народот е во апатија, а тој цело време повикуваше на восстание против оваа власт и на изгревање на зората, резултатите покажуваат дека ниту нему изгреа зората. Ако прифатиме дека оној лапсус на Заев за сидрото му се случи како изборно враќање назад, на Мицковски не му зазори зората. Иако имаме различна интерпретација на бројките, ретко кој сака да го прифати фактот дека е ова еден од најслабите резултати на ВМРО ДПМН досега. Да, повеќе од јасно дека е еден од најслабите резултати и ако говориме од еден аналитички аспект, мислам дека основната суштина или цел на овие избори не беше според мене не беше Силјановска да биде председател, туку едноставно раководството да си го потврди, односно да го надмаши бројот на освоени гласови од минатите избори. Што гледаме дека не успеа, како што слушнавме, а впрочем и ги гледавме денеска бројките, тоа се 16.000 гласа помалку од предходните локални избори, каде што токму шеф на изборниот штаб и главен на целокупната таа кампања беше токму сегашниот председател Мицковски. Од таму, ако сега не му зазори зората, бидете сигурни дека тој постојано ќе има мрак пред неговите очи, меѓутоа за жал тој мрак ќе биде и на целата партија ВМРО ДПМН, доколку тој и раководството не соберат сили и не го признаат поразот. Ако се сеќавате добро, тој синоќа многу беше храбар, многу беше дециден, кога рече дури еден глас да водиме, ние сме победници. Во ситуација кога губите 4600 и колку беше гласови, вие повторно излегувате со некои демагоги, повторно се обидувате со оние стандардни манипулации. Значи сега го немаме оној
Ѓорчев од минатото, имаме некој нов Ѓорчев кој што повторно се обидува со таа иста риторика, со манипулација да кажува каде победило, без каде се победило. Значи, ако веќе така говорат, тогаш треба да ги кажат и другите бројки. Како е можно во одредени општини да победиле, меѓутоа бројот на освоени гласови во ситуација кога власта ви е најранлива, кога лесно можете да победите ради нејзините непринципилни политики, да изгубите или односно да не освоите барем истиот број на гласови од претходните избори, од локалните. На примерот на Преве една општина Бутел, ќе ви кажам каде што живеам јас, ако на претходните избори кандидатот за градоначелник освоил 7000 гласа, сега имаат некаде околу 5000 гласа, што јасно укажува дека тоа е победа, да, како бројка во однос на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа е губиток од сопствените членови и симпатизери кои што гласале. И оттаму апсолутно не држи таа бројка. И понатаму мислам дека што повеќе оваа гарнитура инсистира и ги силува граѓаните и членовите на ВМРО ДПМН да излезат на избори, таа упорно докажува дека работи на зајакнување на позицијата на Зоран Заев и на изборот на Пендаровски за председател, бидејќи повеќе од јасно дека гласачите на ВМРО ДПМН не се задоволни од актуелната политика и во најголем дел нема да излезат на изборите. Оттаму секое инсистирање понатамошно да излезат граѓаните на гласање укажува на фактот дека тие одработуваат. Јас впрочем и пиша во една колумна. Многу за мене беше навистина бесрамно синоќа да го гледам искажувањето или изјавата на кандидатот за председател на мојата партија, која што вели гласовите на Река се и наши гласови, заедно освоивме повеќе. И сега, ајде, мислам дека ниту еден нормален човек, ниту еден здраворазумен човек не може да помисли дека гласовите на Река, каде што села ја има главната политичка улога во позадина, каде што села беше нападнат, односно беше во прашање неговиот живот токму од поранешни членови на раководството на оваа партија, која што ќе му го одземеше животот, сега тој истиот, без разлика на политичкиот интерес, да ги убедува своите гласачи да гласаат за Гордана Силјановска. Впрочем, кој гарантира дека во овие пазари кои што ќе се чуваат, впрочем, шансите да ги придобие на своја страна се многу поголеми на власта отколку на опозицијата. Второ, исто така, сметам дека самиот факт што јавно изразија, Река тоа го кажа во неколку наврати, а тоа го потврдува и лидерите на политичките партии кои што го поддржуваат. Јавно изјавија дека граѓаните, односно гласачите, не служат за пазарење. И мислам дека ќе обстојат на тој избор. И оттаму е бестијално да се тврди пред целата јавност или да се манипулираат сопственото членство да излезат на гласање, бидејќи гласовите на Река, тие 80.000, ќе дошле во ДПМН. Тоа беше и порака дека опозицијата... Тоа беше чиста манипулација према членството. Денеска се јавуваат луѓе, се јавуваат членови кои што велат зарем можно Река да ги даде гласовите. Ајде кога им ги укажавме нови аргументи и сите велат нема шанса. Па ако нема шанса, зошто го убедувате да гласат? Значи целта е да направите цензус, да се избере некој друг во меѓувреме, да се легитимира пред европските лидерот на ДПМН, да ја зацрти својата позиција. Второ, да ја поправи нарушената слика пред Европската Унија и пред европските парламентарни партии. Впрочем, и на ветувањата кои им ги дал на еврокомисарите кои што се во заминување. Селмани Карджаловски околу дилемата зошто покрај сиот тој силен наратив за предавство, неправди, прогон, продажба на идентитетот, сепак зората на Мицкоски не зазори на овие избори. Едноставно затоа што нивната понуда е многу полоша од понудата на коалиционите партнери од власта. Значи, секој човек, разумен човек во нашата држава, единствено тој што мисли со срце, он можеби ќе ја поддржи програмата на Гордан Силјановски и на ВМРО ДПМН, меѓутоа секој тој што размислува малку повеќе со разум, нема да го даде својот глас за нешто што му носи непредвидливост, несигурност, безиднина, влегување во лабиринт на
на изолација од кој што не се знае каде е главата, каде е опашот. Влегување во една ситуација да поништуваме веќе меѓународно преземени обврски договори, да го вратиме нешто што е невозможно да се врати, значи уставот и така натаму, да се смени, и враќање кон сето тоа што макотрпно е постигнато, значи мир, меѓуетничка стабилност, доверливост. Значи прв пат ние сега имаме ситуација каде што не постизборно да се коалицират политичките партии на различни етнички заедници, туку предизборно. Тоа е сосема нов квалитет, нов пристап, кој што навистина не носи во добро развиени и етаблирани демокрации. Затоа добар дел од граѓаните и покрај фактот, значи зборувам сега за етничките македонци, и покрај фактот што ги заболе во срцето промената, меѓутоа од друга страна па нивниот глас да се даде на нешто што не му носи баш сигурна иднина, дури го плаши, затоа што ако немате вие сигурна иднина, луѓето гледаме дека ни бегат младите, она што е нашето наследство, нашето најбогатиот ресурс, и во таа причина ценам дека ја платија цената сега СДСМ, поготово СДСМ со компромисите. Се надевам дека нема да направат доволно други компромиси за да платат уште поголеми цени. Инаку излезеноста, ниската излезеност не е само одлика на претседателските избори. Ние и порано сме имале ниска излезеност, меѓутоа и западните демократи. Значи тука имаше премногу популизам на секретарот на ВМРО ДПМН, неиздржливи ставови, значи не значи неизлезеноста на изборите дека готово граѓаните не одобруваат државата, не ја сака државата и така натаму. Значи во западните демокрации дури од 20 движи таму помеѓу 30 и 40% излезеноста на изборите. Да бидеме објективни, чисто една мала реплика. Значи, немојте да бидете сигурни дека Заев е толку принципелен и дека се што кажал реализирал. Впрочем, и најголемите забелешки се однесуваат под наводници на тие компромиси и на нереализираното, односно кажаното, а не реализирано во јавноста, на кое што едноставно доби голем број на гласови и ја доби поддршката да биде и премиер на државата. Така да овие забелешки не се однесуваат само на ДПМН, туку и на Социјалдемократскиот сојуз, кој што, односно на лидерот на Социјалдемократскиот, кој што голема мера. Јас цело време зборував за тоа зашто СДСМ доби помала поддршка. Меѓутоа таа помала поддршка за СДСМ не отиде во контото на ВМРО ДПМН. Сигурно, да. Повеќе од јасно. Кржаловски. Па вчера, гледајќи ги вчера ситуациите или атмосферите во камповите изборните штабови, впечатокот беше дека во ВМРО ДПМН изгорела зората. Односно имаше видлива победничка атмосфера. Добро, бројките не го кажуваат тоа. Без оглед што на крај, меѓутоа доживувањето беше во смисла на победа, што се надомести толку големиот пораз од локалните избори. И на крај, нели, политиката не е толку битно, како се вика, голите бројки, туку атмосферата или перцепцијата во јавноста како се прави, тие демонстрира некоја победничка еуфорија, може би беше планирана, може би беше подгревана и предходно, иако анкетните резултати во сите случаи кажува дека ќе заврши изборниот ден со предност на Пендаровски, но успеа да смала до толку за да се формира таа победничка атмосфера, која мислам повеќе им е подготовка за вториот круг, за да се мобилизираат повеќе граѓани и на бранот на таа атмосфера да се обидат да победат во вториот круг. Тешко ќе се случи тоа, особено затоа што во сите анкети скоро никаква поддршка немаат кај етничките албанци, значи 0,4-0,6%. Ќе го оставиме тоа прашање за после рекламите, ќе биде и во завршница како до цензусот, заедно со одговорот зошто овој пат изостана поддршката од ДБ. Добре дојдете назад. Долгата политичка битка преку платени реклами на почетокот малку не го скрати времето за оваа емисија, затоа со по една минута завршуваме. Господин Кекеновски, кои се вашите проценки околу цензусот, како до цензус? Знаеме дека и се предпоставува дека коалицијскиот капацитет на ВМРО ДПМН во однос на албански гласачи е мал, но овој пат дуи се чини дека одседе дома.
Што може да очекуваме во вториот? Јас сум повеќе осигурен со оглед на оваа мала или најмала излезност дека граѓаните на Република Македонија, посебно членовите и симпатизерите на ВМРО-ДПМН, ќе останат дома за изборите, ќе нема да изреагираат на оваа манипулативна политика која што ја води актуелното раководство и изборите нема да успеат со тоа што нели претседателот на собрание согласно изборниот законите и согласно уставот на Република Македонија ќе мора во најбрз можен рок, чинам дека е тоа помеѓу 40 и 70 дена, да распише нови избори. Сосема е логички да на тие избори се појават нови кандидати кои што ќе водат една принципијална политика и кои што ќе го мотивираат граѓанинот да излезе на избори и да го даде гласот за најдобриот. Господин Салмани? Не се согласувам со ставот дека ќе немаме цензус или дека не треба да имаме цензус. Беше тактика на Дуи да го држи своето членство дома или не би можел да се произнесам во нивно име, меѓутоа знам дека Дуи можеше повеќе да направи и знам дека повеќе ќе направи сега вториот круг. Ценам дека можноста, пулот на гласови кои што господин Стево Пендаровски сега може да ги мобилизира е далеку поголем него пулот на гласови што Гордана Силјановска до сега има мобилизирано. На крајот на денот гласовите за господја Гордана Силјановска се ограничени. Тие се можат во најдобар случај да се поправат за процент 2 или 3, меѓутоа тие се. Додека кај гласачкото тело потенцијално за господин Стево Пендаровски сигурно е далеку поголемо, сигурно значи може да смета на плюс 50, 70 и 100.000 гласови од бројката што е сега излезено и не би посегал во ниту една варијанта ние да немаме председател затоа што влегуваме во голем ќорсокак. Една од варијантите не предвремени избори, затоа што предвремените избори, дополнителните избори, значи нема да донесат пак председател, туку избор согласно уставот, господин Талат Џафери да биде председател, вршител на должноста председател на Република Македонија. Има дискусии меѓу експертите. Да, и измена на уставот кој што ќе ни земе сигурно дополнителни уште неколку месеци и промена или на прагот, спуштање на прагот, или на моделот, новиот модел избор на председател во собранието. Не го посакувам ниту првото, ниту го второто. Сакаме да имаме јак председател, председател кој што непосредно се избира, затоа што нашиот председател нема ни малку надлежности, значи има доволно надлежности, често пати да биде и добар коректор на извршната власт. Крџалски, првата анкета беше многу прецизна, врз основа на неа прогноза. Да, би рекол, повеќето анкети беа точни, иако пак има критики големи, посебно кај твитарџиите, дека ништо не се погодило, всушност има голема прецизност, бидејќи сите беа во рамките на, односно сите освен една, во рамките на статистичката грешка која беше објавена 3%, бидејќи сите прогнозира разлика меѓу 2 и 3, и се надевам ке има од трите најреспектабилни агенции кои објавија М-Проспект, Рейтинг и ЕПИС, ке има и во вториот круг анкети, па да прогнозираме подобро. За крај, со мали делови не се согласувам и од двете. Мислам дека близината на резултатите заради компетитивноста ќе извади многу повеќе луѓе. Ја бев засекиран, особено кога гледавме дека се цензусов, дека излезноста овој пат е само 47,2% и мислев ако првиот круг е волко, во вториот сигурно нема да излезат толку, ама заради резултатот кој е близок, многу луѓе ќе излезат чисто за да помогнат на својата опција. Иако се не излегува сега за да демонстрираат несогласување, ама за да не дозволат другиот да победи, ќе излезат, мислам, доволно. Плюс контингентот на Дуи, кој сметам дека Дуи ќе мобилизира многу повеќе од како сега. Се прашање што ќе биде со Алијанса и Беса. Може би тие ќе одат на тивок бојкот за овие 80.000 гласови ако не можат да ги препорачат ни на едниот ни на другиот кандидат, а веројатно нема да го направат јавно тоа, барем тивко да речат, сега вие седете си дома, па да видиме другиве колку ќе излезат, но мислам дека сепак ќе се постигне заради компетитивноста главно и дека тоа ќе продуцира излезност која ќе биде доволна, ама мислам дека за разлика од Имер, бидејќи пулот за Гордана во албанскиот кампус е скоро нула, таму
потенцијалот е многу поголем всушност. Додуше нема време во 2 недели многу да се разубедат, ама потенцијалот е поголем и треба да пробат. Јас ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со тема.